благодарам. Првото прашање што денес го поставувам се однесува за социјалните станови во Гостивар и не знам дали одговор треба да добијам од министерот за транспорт и врски или пак од министерката, односно заменикот министер за труд и социјална политика. Имено на 12 февруари оваа година министерот Сугаревски даде изјава дека наредниот месец ќе распишел оглас за распределба на 79 социјални станови, меѓу кои еден во Гостивар, а за лица со ниски примања. Овој оглас не се распиша во март оваа година, туку на 6 јули и во истиот не беше и ветениот социјален стан за Гостивар. Во соопштението кое што излезе на 6 јули 2018 стоеше и следното. Со програмата за изградба и одржување станови во собственост на Република Македонија, годинава треба да бидат завршени 41 стан во Струмица и 70 во Гостивар и дека за нив се завршени 90% од предвидените работи. Во гостиварскиот портал Гостивар Прес на 9 јуни 2018 следниот текст е објавен под наслов "Кога ќе се распределат новите социјални станови во Гостивар?" И во текстот стои: изградбата на новиот објект со станови за социјално загрозени семејства во Гостивар, лоциран близу болницата, е во завршна фаза. На терен може да се забележи дека градбата е комплетирана со врати и прозорци, влезот е уреден, а почнато е средување и на околната дворна површина. Прашањето кое се поставува е кога ќе бидат поделени социјалните станови за да можат семејствата да се вселуваат. Во зградата со 2 ламели има вкупно 70 станови наменети за семејства од ранливи категории. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски изјави дека зградата е во фаза на технички прием, пошто ќе се објави огласот за доделување на становите. Кога точно тоа ќе се случи не прецизираше, но според проценките се очекува да биде наесен. Ова е проект кој Министерството за транспорт и врски го спроведува заедно со Министерството за труд и социјална политика. Со завршувањето на техничкиот прием веднаш ќе распишеме оглас за социјалните станови, изјави Сугаревски. Изградбата на социјалните станови во Гостивар започна пред неполни 3 години. Проектот е вреден околу 85 милиони денари. Значи, моето прво прашање оваа седница е упатено до ресорните министри, бидејќи зградата е готова веќе подолго време, а нема никаква најава за скоро распишување на оглас, ниту за тој еден социјален стан кој што требаше во март оваа година да биде распишен, а ниту за новите 70 социјални станови во зградата блиску до Гостиварската општа болница. Во Гостивар има доста семејства кои ги исполнуваат бараните услови за добивање на овие станови и на барање на дел од овие заинтересирани мои сограѓани сакам да добијам и конкретен одговор. Останатите 2 прашања ги упатувам до министерот за здравство. Првото прашање се однесува на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, каде условите во кои што се обслужуваат пациентите и нивните родители се повеќе од катастрофални. Пред само неколку дена по социјалните мрежи беа објавени фотографии кои сведочат за условите во кои што се лекуваат нашите деца таму. Условите се катастрофални и се вон сите европски стандарди. Креветот на кој што треба да лежи мајката на болното дете е со димензија од 130 см должина и само 65 см широчина. Истиот тој кревет е обложен со едва 2 см сунџер, а пак перниците се полнети со партали. За постелнините подобро и да не зборувам. Затоа, министре, ќе ве замолам да и кажете на македонската јавност дали е ова здравството кое вие ќе го реформиравте и дали воопшто отидовте на лице место во Козле за да видите за што се работи. Ќе ве замолам да ми објасните дали и кога ќе превземете нешто конкретно за да условите во Козле станат барем минимум подносливи и пристојни за нашите пациенти и за нивните родители. Второто прашање до вас: докаде сте со спречувањето на одливот на лекари од Македонија? Само годинава од детската клиника си заминале 3 лекари. Не само што недостасуваат специјалисти на оваа клиника, туку нема никој да ги учи младите лекари за да и тие станат педиатри. Токму недостатокот на кадар го затвори и ургентниот центар на детската клиника, кој што беше единствен од ваков тип во државава. Освен педиатри, се намалува и бројот на анестезиолози и гинеколози.
Имаме и одредени специјалности каде недостасува соодветен кадар за 3 до 4 пати помалку од потребното. До 2017 година од Македонија си заминаа 1207 доктори, а во 2017 заминале 172. Годинава бројот е во нагорен тренд и не само што заминуваат лекари, туку и средниот медицински персонал ни ја напушта државата. Кажувавте дека вие ќе ги задржите и дека ВМРО ДПМН ги набркало. Вие ништо подобро не им понудивте, барем досега. А знаете како лесно е да критикувате и да ветувате од позиција на опозиција. Но сега дојдовте на власт и конкретно вие цела година го водите ресорот здравство. Кажете ми барем една мерка која ја спроведовте во насока на стопирање на одливот на кадри. Да не ги споменувам тука и ветувањата дека ќе воведевте бесплатна специјализација за најдобрите 10 студенти од секоја завршена генерација, како и ветувањата за приватните специјализанти и нивното времено вработување. Одливот на медицински персонал не само што не го сопревте, министре, туку не го ни намаливте. Тоа е факт и е реалност. И овие две прашања ги издвоив како најактуелни за изминатиот период, но не знам дали и колку сте свесни за тоа дека има уште стотици и стотици други прашања и проблеми за кои вие и само вие сте одговорни. Ветувавте квалитетно здравство, квалитетни здравствени услуги и задоволни пациенти и здравствени работници. Досега немаме ништо од вашите ветувања. Напротив, имаме уште помизерни услови, уште понезадоволни пациенти и здравствени работници. Дали сте свесен дека сте една година министер, а дека здравството нема ниту еден чекор направено кон негово подобрување? Може би и затоа беа билбордите во вашата ЕУ кампања на кои што пропагиравте бесплатно здравство во ЕУ. Очигледно дека во Македонија со вас ниту ќе има бесплатно здравство, ниту пак ќе има квалитетно здравство. И не би сакала повеќе да должам и критикувам, бидејќи за тоа ми треба многу повеќе време. Значи, прашањата ми беа за катастрофалните услови во Институтот за белодробни заболувања на децата Козле и за кадровата политика на Министерството за здравство, односно за одливот на медицински кадар, не само од јавните установи, туку и надвор од државата. Дали имате стратегија за ова и кога ќе ја почнете на дело? Ви благодарам.